Почитувани добро вечер, јас сум Александар Видиновски, вие гледате Само вистини вечерва со Јанаки Митровски. Добро вечер. Добро вечер. Виктор Грозданов, добро вечер и за вас. Добро вечер и благодарам на поканата. Петар Богоевски, благодарам. После подолго време повторно во Канал 5. Драго ми е што ве гледам. Жал ми е што избега од дебата представниците на ДУИ и на СДСМ. Меѓутоа, тука имаме други. Па тоа избега е малце дискутабилно. Да, ќе имаме дебата и треба во секој момент и Абдулади Весели да дојде во студиото, така што малку доцни, меѓутоа го очекуваме секој момент да дојде. Да почнеме првенство кампањата за локалните избори. Еве вие како млад човек што се активен на активен сте во социјалните мрежи, имате и свој подкаст и така натаму, имате свои желби, потреби. Дали оваа кампања ги артикулира на некој начин вашите очекувања? Не, ова е една, нели зборнавме малку пред емисија, една од најстерилните кампањи, кои што најнеинвентивни кампањи, досадна кампања во главном со некои веќе видени, ме разбирате, лоши спотови, веќе видени. Значи не можете еден твој човек, се борам за домот, значи нема воопшто инвентивност. За тоа генерално јас можеби не сум најдобар човек за да го прашате за такво нешто, затоа што во главном презирам политичари, нели да не се навреди господинот сексуална револуција, но во главном презирам политичари, па со негативно гледам на нив. Значи во старт негативно гледам на нив, но ќе се согласите и вие како новинар дека доста досадна кампања, доста неинвентивна кампања и единствено сега видов некој нов спот на политичка партија Левица, кој што малку одскокнува, јас сум Скопје, го сакам Скопје и така натаму, така интересно концепирам, но во главном многу неинвентивна кампања. Добро, зашто имате толку ниска доверба кај политичари, да? Тоа прашање е реторичко, господине Видиновски, сите го знаеме одговорот, значи прво ви благодарам на комплиментот, но јас сум веќе во средни години, нели без малку имам 40-тина. Тие ликови го истицаат духот на оваа земја. Изгледи ми поминувате мене годините, уште ја перцепирам како млад. Креатури како политичарите македонски го истицаат духот на македонската јавност. Значи на македонецот духот го истицаа буквално желбата да сака да живее тука, масовното иселување е апсолутен доказ за тоа. И тука кај нас во главном виреат кадри од типот на полупросечни, просечни, кои што се дочепуваат некако вака или онака до функции и потоа не грбачат со години. Добро. Ние бираме изведувачи или луѓе кои треба менаџираат изведба на канализации во Конче. Наместо една релаксирана кампања во која нема потреба ни да се меша, би рекол, цела држава во таа приказна, ја би ја терал оваа кампања на микросредини, секоја општина засебно, дали нема потреба ниту да има толкава вклученост и на републички медиуми. Ние упорно форсираме етнички теми и на локални избори. Само да подсекам, добро дојдовте, господине Весели. И во таа смисла предничи ДУИ со наметнување на етнички теми. Ќе разговараме за тоа. Првен и ве за принципот се наоѓате вие во групата. Ако може да се произнесам. Да, може ќе ви дадам малце фокус. Ако ми дозволите како на колега да се произнесам. Да, па ви даваме, меѓутоа мислите вие дека политичарите се виновни заради тоа што има апатија во општеството? Ако имав потреба да се произнесам, ќе се произнесам без да ме прашате. Се не така работите вие, не се за тоа што ја ве прашувам. Наметнуваат етнички теми, кои теми после тоа создаваат антагонизми кои се сосема неоправдани и сум исклучително разочаран од дел од албанскиот електорат кој е гладен за таа етничка тема и ги принудуваат албанските, условно кажам, етничките албанци политичари, ги принудува да даваат таа храна, тој тип на наратив, и на тој начин доаѓаме до ставови во кои некои имавме повик од Али Ахмети да праша кои се македонците да носат одлука за началници во Тетово, во Гостилар или во Струга. За Тетово, да. Тоа се стварно неприфатливи, непоимливи теми за едно нормално општество кон кое не целиме. И исклучително сум разочаран тоа што никако да наметнеме темата дека треба да изградиме едно граѓанско општество кое ќе биде компатибилно со модерните европски општества, за да
овие локални избори во извештаите на ЕУ, на ОПСЕ и така натака да бидат само забележани дека поминале на еден сосема нормален, Само кај дуи го забележувате ваквиот наратив? Па предничат во овој момент во оваа кампања они. Инаку во врска со ставовите на соговорникот, обично неуспешни пеачи се музички критичари. Обично неуспешни ликовници се ликовни критичари. Луѓе кои пробале да направат политички партии, а не успеале ништо да направат во политиката, или се фригидни за да постигнат било што во политиката, немаат ниту храброст, ниту тоа што треба да го имаат меѓу нозе. Таквите типови на луѓе ќе предупредам, мораме да го задржаме лесно само коментираат и само критикуваат. Најлесно стоите на страна и да критикувате. Дојдете, повелете, направете политички партии, кои сме направиле ние, од нула, сами, нас подписи не собира ниту СДСМ, ниту ВМРО. Сами, изфинансирајте сами политичка партија, пробајте видите како тоа изгледа, борете се на пазарот, исто како секоја компанија. Повелете на пазарот политички, борете се, колку ќе успее толку. Така да, јас го гледам тоа како доблес на сите кои сме се обиделе да промениме нешто преку политички активизам. А критичари ќе има секогаш. Не знам што би ви кажал, знаете како се шегував на полушега, се обидов да го предизвикам мојот соговорник да прифати кладба на социјални мрежи дека неговата политичка опција, за кој што тој толку се мачал да ја создаде, ќе освои, ако освои 3000 гласови, дека јас на таа политичка опција ќе ја донирам 100.000 денари на да помогнам во кауза, бидејќи многу му е тешко да финансира и така натаму. На тоа не се одважив и сега јавно повторно ќе го повикам. Ако сака, јас јавно се обврзувам, ова ме обврзува мене, значи постои закон за облигациони односи, член 218, јавно ветување награда, јас јавно ветувам дека, но само под услов да го прифати тоа, дека доколку 3000 гласови освои македонски концепт, јас на сметката на македонски концепт ќе донирам 100.000 денари, но ако освои по 3000 денари, то јавно да се обврзе дека на мојата сметка ќе донира 100.000 денари. Знаете како? Да, кога зборуваме за тоа да сега ни говори како тоа било многу тешко, он се мачел, минорни партии од типот на македонски концепт постојат за да председателот и пар луѓе се ухлебаат на директорски позиции. И тоа се види и кај господинот Богоевски, кога дојде прво нешто што направи го ставија директор, па беше непосакуван, па после тоа стана професор, нека му е нели честица и работното место. Така да, овие коментари колку било тешко да се биде политичар во Македонија се смешни. Најдете ми еден политичар кој посиромашен си отишол од политиката, тогаш можеме да разговараме на оваа тема дека многу му било тешко на господинот Богоевски. Минута и завршуваме со оваа тема. Понудата, смеам да кажам? Да, една минута и завршуваме со оваа тема. Понудата на Јанаки не беше прифатена од две причини. Прво е многу ситна. Јас 100.000 денари ги трошам еден шопинг во Солун. Не сум ситен како него. Втора работа, не сум тип кој посетува кладилници и коцкарници. Него му се својствени коцкарниците. Не веруваш дека ќе освоиш како него, што не се искочени од коцкарница, само коцки му се во глава. Јас се занимавам со сериозни работи. Воспитувам деца, воспитувам не само дома и на универзитет. Работам сериозно на политичка кариера, работам сериозно на инвестиции, така да немам време за кладилници. Добро, да се вратиме се на локалните избори. Господине Весели, уште еднаш добро дојдовте. Се сложувате ли со господинот Богоевски дека и овие избори, дел како што вели од партиите од албанскиот политички блок, кај да се изфокусира на ДУИ, дека користат етнички теми за да добијат поголем број, да речеме, на гласови. Па се навјавуваат овие избори дека се референдум, тоа свој виден за албанци и така натаму. Знаете зашто се работи? Да. Можеби не го слушнав во целост поради каснењето, меѓутоа се извинувам за тоа. Нема проблем. На редакцијата. Како прво, ние во Македонија работиме врз етничка основа. Немаме мешана политичка партија која собира во своите редови и македонци, и албанци и друго. Меѓутоа, основани се политичките партии во Македонија, условно кажано и македонскиот блок, политички блок и албанскиот политички блок се изградени врз етничка основа. И јас мислам дека така ќе продолжи, дека политичарите придонесуваат за тоа да биде општеството поделено и во избори, било тоа локални или парламентарни. Некој ги нарекува овие избори
локални, другите ги нарекуваат малку повисоки како референдум во државата, дека ова ќе покаже и докаже кој е легитимен представник на едната и на втората, на едните и на другите. Во македонскиот политички блок знаеме дека ВМРО води поради една слаба политика на структурата на СДС, и затоа не се обидува во оваа година и пол, додека помина нели околу година и пол локалните избори, да најдат некое решение како да се дојде до тоа што беа пред тоа. Меѓутоа, во овие локални избори имаме говор на омраза од двете страни. Ја мислам дека се омразуваат и едните и другите, што придонесуваат да таа омраза оди надоле. Да, може да ни кажете, например, некој пример да знаеме точно за што зборуваме, на што се реферирате? Па реферираме и вие може да ги гледате и кампањата во целина кампањата, во тоа што и едните и другите, едните викат, сега све условно кажано, албанци и македонци, дека тие се граѓани на Северна Република Македонија, сите сме. Меѓутоа, условно кажано, дека едниот викат дека ќе ве ослободиме ве година и пол, другите вика ние сме представници легитимни кои треба да ги представува албанците и затоа ако нема двајца нема кавга. Меѓутоа, тука се нашле двајца што поради политичкиот рейтинг на едните или другите доаѓа до таа кавга помеѓу две политички опции кои се етнички, едните етнички македонци, другите етнички албанци. Меѓутоа, во ова ситуација, во ова време сега имаме една коалиција, владина коалиција која се бори против две опозиции. Една опозиција македонска, другата опозиција албанска. Меѓутоа, значи, немаме две страни, него имаме една владина коалиција и две страни во опозиција. Значи, и СДСМ и Левица, сега не се заедно тие, ама една страна, кои барат македонски гласови и другата опција е фронтот или АКИ, како се вика, да бара гласови од албанските гласачи и прогласува референдум во Македонија за да се добие и да се оствари тоа што кој го има легитимитетот кај албанците. Видите, Македонија е една држава која е демократска, плурална, меѓутоа Македонија не е тоа пред рамковниот договор, сите треба да се базираме врз основа на тој рамковен договор. И Македонија, можам да кажам слободно, дека не е Македонија пред 2001. Македонија е после 2001 една демократска држава, една плурална држава, една држава во кој сите граѓани ќе бидат равноправни, без етнички поделби, меѓутоа за жал, до ден денес ние имаме и понатака се подлабочува етничката поделба во државата. Каде треба да ја бараме одговорност за ова што ни се случува? Кратко. Ние сме граѓанска партија. Нашиот заменик шеф на градскиот комитет за Скопје не е албанец, етнички. Имавме кандидат за пратеник, етничка албанка од Кичево. Че ние немаме никаков проблем со граѓански концепт во партија. Не зборувам посебно. Зборуваше генерално, не за вас. Поголемите проблемот е што ги осудуваат. Не за поголемите, за сите политички партии. Добро, се зборуваме за нашата, за македонски концепт. Да, зборуваме сега за едно општество кое е поделено. И сакаме и понатаму сакаме да ја поделиме. Ние не ги спласнуваме проблемите, него ги отвараме проблемите. Ви благодарам. Што треба да се направи како општество да еволуираме и сега кога имаме локални избори, господине Грозданов, да зборуваме многу повеќе за тоа што го очекуваат граѓаните, кои се нивните потреби од локалната власт, а да не разговараме за кој какви знамиња вее или кој ги прогласува изборите за референдум или која етничка заедница во која општина има право да одлучува такви полубизарни теми. Прво, добро вечер на сите. Значи, овде само господинот Весели е поискусен политички од мене. Јас од 96-та година, не знам со Петар Богоевски, мислам дека он е тука негде,
Од 96 година немам промашено. Председател на УМС 96. 96 година немам промашено ниту едни избори, посебно локалните. Значи локалните избори не ги интересира Бугарија, не ги интересираат црвени линии, не ги интересираат социјални глупошти и така натаму, не ги интересираат етникуми, нив ги интересираат следниве работи. Да не се случуваат директори, као што во 2002 имавме во Паркови Зеленило, кои што само ради личната фрустрација се жалеше кај тогашниот лидер на опозицијата дека соодветен градоначелник на друга општина од Скопје, кој што преку UNDP ја создаде прв оние што ги гледате што чистат, дека му го зимал бизнисот, ама он не можел да коси затоа што му биле расипани 40 косилки, а од 40 косилки му биле искинати каишите кои што вределе у тој момент 400 денари. Ние сме на тоа ниво застанати. Во овој момент ние имаме проблем со менаџирање на отпад. Ние не слушаме тука кандидати, освен со комунални дејности. Значи со менаџирање на отпад, значи ние не слушаме од ниту еден политичар сериозен да ја потврди тезата на сериозен експерт кој што вели вака. Дали ние сме спремни да почнеме да рециклираме по дома и дали сме спремни од потрошувачко... Дома може да селектираме, не да рециклираме. Да селектираме за да може да се рециклира. Се извинам, да. Затоа што селекцијата се прави од дома. Дали сме спремни као граѓани тоа да го правиме? Дали сме спремни да место да купуваме 2 флашички од по 0,33 вода, затоа што тоа создава поголем отпад, да купиме една флаша од 0,66 као консументско општество? Дали сме спремни да се јавиме на факултетите кои што се сериозни експерти, кои што знаат како да го менаџираат отпадот од Дрисла? Ние не знаеме да побараме одговорност од градоначелник на Скопје, се запали Дрисла, се загушија луѓето, никој никаква одговорност не поднесува. Ни се запали Трубарево, кај што има 3 сценарии, ова сериозно го зборам. Едното сценарио дека не го практикувале правилникот за заштита и безбедност при работа, тоа е најголемиот дел. Второто е дека можеби некој дошол и им го запалил тоа што го има таму или сами го запалиле од лукративни причини. Тоа се тие истите луѓе кои што се представуваат и кои што сите политичари започнуваат своји реченици. Ние заедно со невладините организации. Знаете дека не постои формално правен термин невладина организација. Може да кажете невладин, така? Здружение на граѓани. Здружение на граѓани, фондации, стопански комори, стопански интересни заедници и така натаму. Значи, и понатаму, тие здружение на граѓани, да ве прашам, вие сте новинар, здружение на новинари, некакво, ќе работи со државни пари од Министерството за животна средина и просторно планирање за селектирање на текстилен отпад. Како тоа ќе го сработат? Тоа е само за да земат пари. Или ќе прават едукативна екопатека за... Што ви е поентата? Поентата ми е дека треба да почне да се усериозат политичариве, да престанат да го вознемируваат народот и да кажат како ќе ги решат проблемите. Вие имате загадување на амбиентален воздух. Вие имате несоодветен јавен превоз затоа што доаѓаат луѓе кои што биле советници во град Скопје и викаат вака: ние ви дадовме 120 милиони денари за плата. Знаете колку е месечна плата на ЈСП? 85 милиони денари. Тоа е 1 милијарда годишно. Нарачуваат да се возат пензионери, да се возат 30.000 студенти, неќе да платат пари. И после како тој да обслужува? Без Имаме денеска и присуда против 3 лица за складирање и горење на отпад максимална колку 3 години. Тие лица таму кои што се со години ги знаат. Значи инспекторите кои што работат, прво немаат ингеренции, второ за да може да иде некој да се справи со тие се бандити. Така е. Тамо треба да вработиш поранешни полицајци кои што се уште у форма, значи сега пензионирани, кои што знаат да направат записник, знаат да повикаат полиција и ќе си запослиш соодветни специјалци кои што се у пензија, брз курс, што значи тоа отпад и да видите како се решаваат проблемите. Господине Весели, може да дојдете сега тука за момент на институт? Не, вие останете тука. Господине Весели, многу пати се споменуваше дека некаква можност дека овие локални избори и евентуалниот резултат би можел да биде некаков катализатор за предвремени парламентарни избори. Гледаме дека и премиерот сега Мицковски таа тема ја држи на некој начин отворена, туку и вели дека такво нешто е можно да се случи.
очекувате вие после резултатите на изборите кои што помалку или повеќе еве според анкетите ќе бидат такви што ќе бидат да оди државата напред на предвремени парламентарни избори? Ја ова сум го кажал и порано, без разлика на резултатот кој ќе се појави на крајот на 19 ноќта или првиот круг ќе покаже и докаже дека кој како во советничките листи, кои се гласовите и така натаму, нема да се изберат сите градоначалники на општините каде има повеќе од 2 кандидати, тие ќе одат на вториот круг. Меѓутоа, јас мислам дека премиерот во овој случај ќе го користи времето без разлика на резултатот да оди на предвремни избори за да добие уште 4 години. Поради тоа сега во моментот во Македонија има најслаба опозиција, зборувам за условно кажано македонската опозиција. Послаба од сега не може да биде никогаш. И ВМРО ќе најави и ќе прифати предвремени избори, ќе трае уште еден мандат до 4 години, поради тоа што нема да трае ова, нема милиарди да земеме кредити секоја година или секој 6 месеци, меѓутоа е најповолно време за владеачките партии, посебно за ВМРО ДПМН, да оди на избори и да добие уште еден мандат кој нема политичка партија која може да им се спротивставува во моментот. СДС е во длабока криза, левица иде во пораз, меѓутоа таа можем да ја кажам слободна е на националистичка партија која ги собира младите националисти, која иако малку и не е добро таа да биде голема политичка партија поради тоа што од спротивната страна ќе се појави некоја политичка од условно кажано од албанската страна, ќе се појави некоја политичка партија и која ќе се спротивставува на политиките како што ги води левица и ќе станеме пак една држава која ќе се вратиме во 90. Да, накратко, ако добро ве разберам, од политички и прагматички причини, сега премиерот сака да ја искористи, како што велите, слабата позиција на СДСМ и да си добие 4... Уште 4 години мандат. Богоевски, вие... Без разлика на резултатот кој ќе го добие. Во коалицијата сте разговарале за такво нешто? Јас очекувам да се случи целосна реконструкција на владата веднаш после локалните избори. Не само на прв и на втори, на трети ешалон. Има низа слабости во функционирање на владата. Ние како коалиција, нели како едно семејство, внатре во семејството ги дискутираме елементите на слабости. Зборуваме за нови избори. Меѓутоа не очекувам да има предвремени избори, него да се направи длабока реконструкција на владата и да се започне со вистинска, забрзана, робусна активност, работа за спроведување на владината програма, особено во делот на владење на цврста рака, тоа е во делот на правото. Што значи владење на цврста рака многу често го употребувате? Да, тоа значи да правото не прави компромис никога за ништо. Правото е право. И не треба да има мора правдата се почитува од точка до запирка, до све. Со законот нема компромис. Да, и има. Се уште има. А што е пречка да и сега тоа да се прави? Па проблем се системските решенија. Начинот на избор на суди, начинот на избор на обвинители, начинот на кој се менеджира целиот тој систем и во тој дел мора владата да биде порешителна. Исто така има многу проблеми со евроинтеграциите, кои што треба многу сериозно да се работи поинаку отколку до сега. Јавните финансии и политики. Не, многу ми одговарате што треба да се прави, ја прашувам како ќе го правите тоа. И очекувам како? Ми кажувате што треба да се прави, тоа целата јавност го знае. Сите знаеме дека треба реформа. Сите знаеме дека треба, вие сте политичар, ја прашувам како тоа ќе се направи. Имаме голем проблем со извршителите. Она што некој го направи како потек министерот за правда или коалициониот партнер, како се вика од Куманово, Филков. Не, Димитриевски. Не, партијата. Знам. Не го поддржувам едноставно. Во кој смисол? Треба веднаш да се пристапи после локалните избори кон донесување нов закон за извршување. Разговарав со премиерот на таа тема, констатираме проблемот кај граѓаните. Зашто извршување? Законот за извршување, особено во делот на зошто не го потребувате? Делот каде што они ги злоупотребуваат своите ингеренции и ги злоупотребуваат дупките во законот. Не они продуцираат криминално извршување.
Тоа е друго, несоодветно ама тоа е или веќе друго. Тоа е во рацете на или владата. нерационално Тука не можеш да извршување. окривиш никого. И Тоа тука, владата може тоа да тука го е реши. време да направиме правичен систем каде што и доверителите ќе бидат заштитени, меѓутоа должниците нема бидат злоупотребувани. И колени и бесени. фигуративно Кога ќе се кажано. смени на Значи, ете, конкретно Видиновски, Јас тоа е го едно разбрав на друг начин Идно да се прашањето. нов закон за извршување и тоа е дискутирано со премиерот. Јас го И е разбрав на договорено друг да се начин настави. прашање. Јас сосема беше друго прашање. Да, друго, јас мислам да го еве и колегите да кажат. Не кажам дека нема да има Јас мислам избори. дека криминалот во Македонија не треба да се толерира. Господине Весели, криминалот во прво. Македонија го продуцираат, сега да не испаде лично, Не, еве токму ќе ти кажам политичари. някој го продуцира. Политичарите, Не, не. генерално, и се главни за јатаци на криминалот, и сега тука ќе се правиме дека не знаеме дека е нема тоа тука така. дилема. Еве јас ќе ти кажам. Јас сум политичка Абе, партија испаѓа која е работава- формирана од 90-та година ПДП, која била на власт до 98 година. 98 година доаѓа тогашната ВМРО на чело со Љупче Георгиевски и на чело со и 98 Арбен Џафери алијас Мендо Тачи, дека он го водеше и без разлика. Криминалот во Македонија почна да процвета, да цвети од таа година и Сега пред наваму. тоа немаше криминал. Немаше. Политички немаше. процеси, како Како Може најпрви да една се дебата афера да кажете дека имате многу 98 искуство. година, една афера, една минимална афера. И почна и сега веќе нема кој да го скрати тоа. Не, Таа ние 98 имаме година почна корумпирано да општество. криминал. Ти имаш премиер тогашен кој денеска е голем бизнисмен во Македонија, Љупче Георгиевски, имаш бизнисмен друг Тачи, не знам што. И кој може да ми каже во Македонија дека во 98 година не почнал да цвета многу криминалот и веќе никој не му стана Па ја мислам да дека го застане. мислам дека најголем Гледате бизнисмен проблем, е дел од господин политичарите Ахмети. да се бизнисмени. Во Богоевски ве моментов. молам сега кога прашувам, ве молам, стрпите се. Гледате проблем кога и политичарите се и бизнисмени во една. Не сите они се бизнисмени. Значи, ние живееме во соништа. Не може ти да му даеш на некој министер плата во времето кога збори господин Весели од 20.000 денари, а он со својата рака да подпише бизнис од милиарда марки и да очекуваш дека он утре не смее да биде советник во таа фирма кај што го подпишал тоа прошло најпоштено е да кажам. Значи не можеш да го очекуваш тоа. Значи на секаде на западот тие луѓе стануваат понатаму советници, директори и така натаму и така натаму. Поради знаењето. Поради Поради знаењето. легална корупција се вика тоа, не е поради никакво. Ама немој се, легална тогаш да, корупција. не, тогаш, значи ние никого не смееме да ставиме. Да, што подразбирате под, Не, не, под често легална само корупција? Од легална корупција подразбирам да, например, Бил Клинтон е председател на САТ, им дава многу лукративни договори, да речеме, на, Не на знам за фирми од лукративни. Судиска Арабија и после тоа оди него го плаќаат на некој привиден начин да он држи предавања од 20 минути кои што му ги плаќаат по 400.000 долари. Од кога е заминал? Точно, И Тони Блер е тоа. Точно, и јас знам сега, Меѓутоа, например, он го продава луѓе кои што се своето адвокати искуство. и кои што ги застапуваат сите не. градежни фирми, на кои што им давале градежни Добро. договори дека биле Па, градоначалници. Немој Сега, да Тоа е ги легална окривуваме корупција. луѓето, што он ќе Да, остане без да, еден Тони Блер кој ја водел Велика Британија со толку успех или еден Клинтон или било кој друг Може да кажам државен Не, не може. Нешто? Не може да И кажеш. да Ама не само може да да се се цело време. советник, Да молам еден по еден само. Извинувам, господине. значи. Ајде. Како и да е. Веќе прашањето беше во сосема друга насока, отидовме во друга насока. Ако збориме за било как за што се случува на овие избори. На овие избори треба да се пушти јасна порака дека јас кога ќе излезам од дома дека можам да добијам квалитетен Така. градски превоз, не ми треба кола, дека ќе добијам квалитетна пешачка зона, дека ќе добијам квалитетен амбиентален воздух, дека за тоа државата ќе се погрижи да го зборат експерти, а не литературни критичари да зборат за амбиентален воздух, мислам будалетинки и така натаму. И еве вака ви кажам. Како сакате разберете ме? Нема еден од кандидатите, освен со кој што јас гравитирам, што се нормално, што знаат, дека како се вика деканот на Технолошко-металуршки факултет, кој што е наследник на професорите Тодор Аневски, Љупчо Арсевски, заедно со другите професори, кои што јасно кажува дека ако се случи хаварија во Јегуновце, Скопје може да си затвори вратата. Ке влезе 6-валентен хром, не ке немаме не вода, техничка вода, ќе немаме цевки за да може вода да дојде. Еве вака да се Јана, знаеме ќе на те кај се наоѓаме во моментов. Јас се извинам. Да, Не, ворет. Следното прашање ми беше бидејќи Да, нормално е сега партиите се вклучени. И ако збориме за пост прв избор
прв круг на комбинации. И ако збориме за советници, дај више нека престанат тие советници. Са ја затоа што не ми се допаѓа Јанаки Митревски, ја за инет ќе одам на сите негови квалитетни предлози што би ги ставил во програмата за функционирање на општината. Нема политичка култура. Знаете, кога ме прашуваат зашто не сум се кандидирал за советник во одредена општина, кај што кандидатот ми е другар 29 години, реков, не сакам да седам на исто место со луѓе кои што ќе му се јави некој и му вика намерно кочи за да не се пуштат пари, за да се исчисти гранки кај што живе Петар Богоевски во мојата населба. Благодарам. Нормално е сега дека имаме, поведете, Негово второ